Добар ден, драги ученици! Јас сум Адријана Нацева, оделенски наставник во второ оделение од Основното училиште Димитар Влахов Штип. За денес ќе обработиме еден текст со наслов Верче и јаготките, што се наоѓа во учебникот на страна 162. Кои цели треба да ги постигнеме? Кај учениците да се побуди интерес за читање на текстови. Учениците да се способат да читаат текст со прецизност и разбирање. Да го доживеат текстот, да определуваат главни мисли, наслови на целини, да определуваат главни ликови, место и време на настанот и учениците да се оспособуваат да извлекуваат порака од текстот. Драги ученици, потребни материјали за работа ви се: учебник по македонски јазик, тетрадка, прибор за пишување и боички. Ајде да изиграме една игричка. Во врекичка има неколку овошки или може сликички со овошја. Јаболко, круша, јагода, портокал, банана, цреши. Јас избирам едно овошје од врекичката и го опишувам. А вие треба да погодите за што станува збор. За кое овошје? Кое овошје сум го избрала? Еве, црвено со зелени листенца што расте ниско. Или пак, кое овошје во годишното време пролет созрева? Размислете. Ако не можете да се сетите, ајде да погодиме со една гатанка. Румена и сладка со црвена боја и зелено капаче расте ниско, ниско до земјата блиско. Или со една песничка. Кожарчиња в лице горат, мислиш нешто срамно зборат. Или пак, на сите места од нас им се зема свеста. Па одвај го држат сокот, за да не му мине рокот. Значи, тоа е јагодата или јаготките. Ученици, помагате ли вие на своите родители? Помагате ли во домот? Или пак во вашите градини или дворови? Ајде да видиме Верче како помогнала на својата мајка, што се случило во текстот Верче и јаготките. Сега внимателно вие ќе ме слушате, а јас текстот ќе го читам изразно. Сонцето почна посилно да грее. Мама излезе во дворот и рече на Верче: Ајде, Верче, помогни ми да ги насадам јагодите. Добро, мамо, одговара Верче, но никако не може да ја пронајде лопатката. Мама сама ги насади јаготките. Разелени тој дел од дворот. Листенца од јаготките му се смеат на сонцето. Ги гледа мама и вели на Верче: Ајде, Верче, навади ги јагодите. Веднаш, мамо, одговара Верче, но никако не може да ја пронајде кантичката. Почна црвените окца да ѕиркаат од под листенцата. Ги гледа мама, па и вели на Верче: Ајде, Верче, да береме јаготки. Добро, мамо, рече Верче и веднаш ја најде кошничката. Сега го слушнавте текстот. Ајде да го анализираме текстот пред Верче и јаготките преку прашање. Кои се главни ликови во текстот Верче и јаготките?
Што мислите? Верувам дека знаете веднаш. Главни ликови се Верче и мајката. Што не можела Верче да пронајде? Се сетивте? Верче не можела да ја пронајде лопатката и кантичката. Кога Верче веднаш ја послушала својата мајка? Што мислите? Верче ја послушала веднаш мајка си, кога требало да се берат јагодите. Во кое годишно време се берат јагодите? Верувам дека сите знаете. Јагодите се берат во годишното време пролет. Ајде сега, како ти и помагаш на твојата мајка? Вие сами да ја одговорите. Може видеото да го стопирате и да си ги препишете прашањата со одговорите и на последното прашање како ти помагаш на твојата мајка, сами самостојно да одговорите. Исто така, сега анализата на текстот да ја препишеме во тетрадки. Главни ликови се Верче и мајката. Време на настанот во годишното време пролет. Место на настанот во двор. Текстот го делиме на 3 дела и да направиме план во кој што ќе напишеме главни мисли. За првиот дел може да извлечеме главна мисла садење на јагоди. За вториот дел вадење на јаготките и за третиот дел кога Верче помага на својата мајка при берење јаготки. Затоа ќе запишеме Верче помага при берење јаготки. А можете ли вие сами да извлечете поука или порака од текстот? Еве е пораката на текстот. Помагај на родителите во работата. Јас верувам дека вие сите им помагате на родителите и во домот и во градината, бидејќи работата го краси човекот. Откако анализиравме, ајде да видиме, да ве прашам за кое овошје станува збор во текстот. Значи, за јаготката. Еве е јаготката. Таа опишана е како мало овошје кое е полно со витамини, црвено, округло, многу е сочно и од него може да истадиме сок. Тоа е овошје здраво кое што го јадеме и расте како мало, убаво со зелени листенца. За домашна задача, ученици, нацртете го вашето омилено овошје и опишете го вашето омилено овошје во вашите тетрадки. Ви благодарам на вниманието. Довидување.